Импресионирани од убавините на Берово, групата од 20 на туристи од францускиот град Ливаро денес имаа заедничка средба со градоначалникот на Берово Драги Наџински, со кој поразговараа за идните можности за соработка. Тие на градоначалникот му ја пренесоа својата воодушевеност од тоа што го видоа во изминатите неколку дена во Берово. Баравме контакти со луѓето и ги најдовме. On recherche la randonnée, la beauté des paysages, on l'a trouvé ici. Сакавме да наидеме, да прошетаме, да посетиме убави пейзажи и ги најдовме, ги посетивме. On cherche de continuer la coopération, on l'a trouvé ici. Исто така се обидовме да имаме една убава соработка и си ја најдовме тука. Donc je conclus en disant qu'on est heureux. И да заклучам кратко и јасно, многу сме среќни. За градоначалникот на Берово, денешната заедничка средба е продлабочување на соработката помеѓу општините Ливаро и Берово во 5 области кои беа дефинирани со меморандумот за соработка кој беше потпишан во 2010 година. Резултатите беа и минатата година кога наши деца од образованието заминаа во посета на образовниот систем во Франција. Неколку пати водиме земјоделци и производители на сирење од Берово во фабриките за производство на сирење во Франција и тоа е круна. Имаме туристичка група која ќе престојува во Берово. Наша стратешка цел е да го развиваме туризмот. Јас верувам дека со наше залагање како локална самоуправа, со луѓето од Ливаро, оваа ќе продолжи, луѓето се задоволни. Според Мари Елен Жиро, отвореноста на Берово кон туристите е она што повторно ќе ги врати овде, без разлика дали станува збор за летниот или зимскиот период. Тука најдовме отвореност за развивање на туризмот, за пречекување на нашите луѓе и се надевам дека сето тоа ќе продолжи во иднина. Инаку групата од 20 на туристи од нивното доаѓање во Берово не застануваат со своите активности. Од зградата на општината, како љубители на планините, заминаа на планинарски марш по патеките на планината Обозна.